Предистражната постапка за поништениот тендер тежок 35 милиони евра за набавка на лабораториски реагенси за испитување на крв тапка во место. Мина пола година од отворањето на истрагата, а јавното обвинителство се уште не стигнало до главната истрага. Оттаму за Алфа велат дека се уште се прибира документацијата. Предистражна постапка подразбира прибирање на потребни известувања податоци од други органи и институции, нивна анализа и евентуално вештачење на прибраната документација. Во овој случај се работи за обемен предмет. Потребно е време да се преземат неопходните действија во насока на расветлување на случајот и донесување на соодветна јавно обвинителска одлука за понатамошниот тек. Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција по допрен глас, а заради постоење на индиции за повреда на законот при водење на тендерската постапка за набавка на реагенси и тестови за лаборатории, кој го распиша Министерството за здравство, отвори предмет во август лани. Министерот за здравство Филипче месец пред обвинителството да започне постапка, го стопираше 35 милионскиот тендер. По бурните реакции во јавноста тој излезе со оправдување дека тендерот не бил прекинат под притисок, туку поради некомплетната документација на фирмата која доставила понуда. Предходниот тендер предизвика низа контроверзии, откако се обелодени дека само една фирма се јавила како понудувач, а како подизведувач компанија која била регистрирана 4 месеци пред распишување на тендерската постапка. И покрај сомнежите во јавност и започнатата постапка од страна на јавното обвинителство, Филипче не се откажа од набавката. Кон крајот на минатата година најави дека повторно ќе биде распишан тендер, но овој пат, како што увери, немало да има проблем, бидејќи постапката ќе била поинаква. Сметам дека на ова може да одговорат само спремни со огромно реноме и искуство светски компании. Така го структурираме сега на оваа постапка, овој тендер. Минатиот пат целата постапка не беше делива и тоа беше една од препораките на второстепената комисија. Сега се лотовите и целата постапка правени така да сите компании, вклучително и нашите, кои што се представници на реномирани светски компании, може да конкурират и сами и групирани. Тоа го оставаме на нив. Наместо во декември, распишувањето на тендерската постапка поради предпазливост се одложи за јануари. Нов тендер се уште нема, па останува нејасно доколку морало да се набават реагенси пред повеќе од половина година, дали нивно обезбедување било неопходно за тековно функционирање на лабораториите.